Без можноста да растат со родителска грижа се многу деца од сиромашни, проблематични или растурени семејства во САД. За да се надмине оваа празнина, во САД се развива концептот на менторство. Мажи и жени од различни возрасти им помагаат на тие деца. Концептот покажува успех, а го водат непрофитни организации. Во Вашингтон таква организација е Best Kids, која ги спојува менторите и децата на кои им е потребна грижа. Целта ни е да им овозможиме на младите да израснат во здрави личности преку постојана грижа од возрастните. Тоа се деца што немаат можност за грижа од возрасно лице. Се обидуваме да ја пополниме таа празнина преку ментор кој ќе биде со нив, ќе им биде пријател, ќе ги води низ проблемите. Мислам дека ме научи да бидам различен од тоа што сум, да излезам од сопствената школка. Но многу често односот меѓу менторот и детето е во две насоки. Децата учат од менторите, но и менторите учат од децата. Ме потикнува да ги исполнам целите што си ги поставуваме. Тоа ме прави среќен, зашто кога ќе отидам дома, знам дека сум направил нешто што сакам. Младиот Бред и неговиот ментор Тайрон се една успешна приказна. Сакаме скейтбординг, а некогаш одиме на голф. Со програмата на Best Kids се опфатени 160 деца и млади на возраст од 6 до 21 година. Во голем дел од случаите и нивните родители имале слично минато, без социјална сигурност. Тоа се пренесува и на нивните деца. 98% се од афроамериканско, а 2% се од латиноамериканско потекло. Многумина од нив се од најсиромашните делови на Вашингтон. Голем дел од нив на почетокот се под стрес, се лутат за тоа што го искусиле, немаат соодветна социјална позадина, затоа тука се менторите кои работат со нив и им помагаат да развијат подобро однесување. Менторите работат волонтерски. Тоа се лица што сакаат да придонесат за заедницата. Тие и децата самите одлучуваат како ќе го поминат времето. Некогаш тоа се заеднички спортски активности или прошетка во парк, одење во театар, кино, библиотека. Битно е детето да добие чувство дека некој е покрај него. Како што ни објасни од Best Kids, децата ги гледаат менторите како сопствени херои. Во тој дух ќе биде и хуманитарната трка, што на крајот од април ќе се одржи во Вашингтон. А во чии рамки, менторите и децата ќе трчаат во костуми на суперхерои.